Второ послание на апостол Петар, 1 глава. Симон Петар, слуга и апостол на Исус Христос, до оние на кои преку правдата на нашиот Бог и Спасител Исус Христос им се падна еднаква вера како и нам. Благодата и мирот со познавањето на Бог и Христос Исус, нашиот Господ, да ви се умножат. Бидејќи неговата божествена сила ни подари се што е потребно за животот и побожноста, а преку познанието на оној кој не повика со својата слава и совршенство, преку кои ни се дарувани многу големи и драгоцени ветувања, да преку нив да станете учесници во Божјата природа, ако се оддалечите од гнилежот на овој свет. Затоа, грижејќи се за ова сестрано, принесете кон верата своја добродетел, а кон добродетелта знаење, кон знаењето воздржување, кон воздржувањето трпение, кон трпението побожност, кон побожноста братолюбивост, кон братолюбивоста љубов. Зашто ако овие доблести ги има во вас и се умножуваат, тие нема да ве остават празни, ниту бесплодни во познанието на нашиот Господ Исус Христос. А кој ги нема овие доблести, тој е слеп, кусоглед и заборава дека се очистил од поранешните гревови. Браќа, затоа уште повеќе настојувајте да го зајакнете вашиот позив и избор, зашто ако го вршите тоа никогаш нема да погрешите, бидејќи по таков начин ќе ви се овозможи слободен влез во вечното царство на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Поради тоа секогаш ќе се трудам да ви ги напоменувам овие работи, иако ги знаете и утврдени сте во сегашната вистина. А и право е, додека сум во ова тело, да ве подсетувам, бидејќи знам дека наскоро ќе го остава моето тело, како што Господ наш Исус Христос ми откри. А ќе се погрижам на ова да се подсетувате секогаш и по мојата смрт, зашто ние вие покажавме силата и доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос. Не преку измислени приказни, туку самите бевме очевици на Неговото величие. Зашто тој прими чест и слава од Бог Отецот, кога од блескавата слава му дојде ваков глас: Овој е мојот возлюбен син, со кого се исполнува мојата добра волја. И тој глас, што дојде од небото, ние го чувме, кога бевме со него на Светата гора. А освен тоа, ние имаме нешто уште поверно, а тоа е пророчкото слово. И добро правите што нему му обрнувате внимание, како на светило што свети на темно место, додека денот осамне и деницата засвети во вашите срца. Знајте го прво од тоа дека ниедно пророштво од писмото не е сопствено кажување на пророкот, зашто никогаш според човечката волја не е изречено пророштво, туку светите Божји луѓе зборувале поттикнати од Светиот Дух.